Втора рунда преговори меѓу Киев и Москва за прекин огнот во Украина. Истанбул повтор пат е домакин, а на заедничка маса седнаа двете делегации. Содржината на разговорот во јавноста не е познат. Поддршката од САД во разговорите е од голема важност, потенцираше министерот за надворешни работи на Турција Хакан Фидан како дел од турската делегација. На денешниот состанок имаме за цел да продолжиме со евалуацијата на условите и перспективите на прекинот на огнот меѓу двете земји. Во исто време имаме за цел да го однесеме процесот на размен на воени заробеници чекор понапред со хуманитарни размислувања. Исто така, планираме да се осврнеме на потребните подготовки за состанокот на лидерите. Редовните состаноци се сметаат за вредни за воспоставување доверба меѓу страните. Украинскиот председател Володомир Зеленски вели дека Украина и Русија работат на нова размена на затвореници и дека на рускиот председател не смее да му се прости воената инвазија. Клучот за траен мир е јасен. Агресорот не смее да добие никаква награда за војна. Путин не смее да добие ништо што би оправдало неговата агресија. Секоја награда само би му обезбедила дека војната ќе се исплати. Американскиот председател Доналд Трамп не знае дали ќе го поддржи предложениот закон за воведување царини од 500% за земјите што купуваат нафта од Русија. Председателе Трамп, дали го поддржувате законот на Линдзи Греам, Блументал, со кој ќе се воведат санкции врз Русија? Не знам, морам да го видам, ќе го разгледам. Делегацијата на Украина е предводена од министерот за одбрана Рустем Умеров, а пак руската делегација од помошникот на председателот Путин Владимир Медински. Претходно на последните директни преговори, Москва настапи со нови територијални барања кон Киев, што според украинските извори за делегацијата од Украина не биле прифатливи.